Добар ден, почитувани ученици. Добре дојдовте на денешната училница. Јас сум Валентина Стаменковиќ, професор по историја, вработена во Средното медицинско училиште доктор Панче Караѓоз. Целта на денешната училница е да зборуваме за културата на античките македонци, односно да објасниме кои се главните карактеристики, пошто еден народ во антиката се разликувал од останатите народи кои што живееле во споменатиот период. Прва особеност на еден народ е јазикот на кој што зборува. Имено, македонците говореле на посебен македонски јазик, различен од јазиците на кои што говореле нивните соседи, а пред се хелените. За жал, на јазикот на античките македонци не се сочувани литературно или друг вид запишани дела. Од јазикот на античките македонци сочувани се нешто повеќе од 150 глоси, односно нешто повеќе од 150 зборови. Освен јазикот, вториот елемент што во античко време бил важен за определување на етничката припадност на еден народ, била и религијата. Античките македонци биле многубожци, како и мнозинството народи кои што живееле во стариот век. Врховен бог кај античките македонци бил богот Диос. Потоа античките македонци ја почитувале за Ирене, божицата на убавината. Специфичен е почита кон божицата Ма, која што имала војни карактеристики. А исто така во Македонија, кај античките македонци бил почитуван богот Дионис, како и божицата Артемида. За своите божества, античките македонци изграделе свет град, а тоа бил градот Дион. Во градот Дион, античките македонци, покрај култните церемонии, организирале и надпревари во атлетика и музика, и овие надпревари кои што се организирале од страна на античките македонци се познати како македонски олимписки игри. Античките македонци почитувале и голем број на култови. Најраширен бил култот на сончевата Розета. Еве како изгледала сончевата Розета. И најчесто сончевата Розета била представена на штитовите на македонската фаланга. Но покрај на штитовите на фалангата, сончевата Розета била представена и на монетите на македонските кралеви, како и на голем број разни предмети, како што е примерот со овој ковчег, пронајден во кралската гробница во Утлеш, односно во Вергина. Античките македонци го почитувале и култот кон водата, односно реките, водите ги сметале за божества и им пренесувале жртви. Од животните пак, античките македонци го почитувале лагот како символ на власт и моќ. Потоа го почитувале кучето, волкот, козата и други диви животни. Поред античките извори, македонските кралеви повеќе ја ценеле кожата на лагот, со која што сакале да се наметнат, отколку да се украсуваат со скапоцена камења
или пак со диадема. Македонските кралеви и македонските благородници, според сцените кои што ни се прикажани на музеиците, се истакнувале во лов на диви животни. И при овој лов на диви животни, македонските момчиња својата машкост морале да ја докажат, убивајќи диво животно без да користат мрежа. Следната карактеристика, која што античките македонци ги разликува од другите народи на Балканот, е нивниот специфичен начин на војување. Имено, со реформите на македонскиот крал Филип II била формирана една специјална војна формација, која што е позната под името Македонска фаланга. Македонската фаланга била пешадија, која што била составена од 16 редови на војници. Овие војници биле вооружени со копја, кои што се познати под името цариси. Освен долгите копја, македонската фаланга била вооружена со штит, на кој што имаме апликација на слончевата розета. Покрај долгите копја и штитот, војниците од македонската фаланга биле вооружени и со краток меч. На територијата на Македонија постојат голем број на оѓалишта, каде што можеме да сретнеме остатоци од материјалната култура. Пред се, голем број остатоци од материјалната култура се наоѓаат во двете престолнини Ајга и Пела. Потоа остатоци од материјалната култура имаме во градот Дион, светиот град на античките македонци. Потоа кралските гробници во Вергина, односно во Кутлеш. И тука на сликата можете да видите дел од предметите кои што се пронајдени во Кутлеш, тоа е златното ковчеже со апликација на слончевата розета, како и златната монета. Во остатоци од културното наследство на античките македонци имаме и во некрополите, во Требеништа, потоа во Марвинци и Вардарски рид. Според богатството на остатоците од материјалната култура, се издвојува локалитетот во Требеништа. На локалитетот од Требеништа или на некрополите пронајдени на локалитетот Требеништа имаме представа на дедал, потоа мозаик, а особено карактеристични за овој локалитет се златните маски. На локалитетот Требеништа пронајдени се 4 златни маски, повторно еден специфичен обичај карактеристичен за античките македонци, кои што своите погробовите на покојниците на лицето им ставале златна маска. За жал, 4 пронајдени златни маски, 2 од нив денеска се чуваат во музеот во Белград, а останатите 2 се чуваат во музеот во Софија во Бугарија. Потоа обетки, исто така пронајдени на локалитетот Требеништа, тоа се познатите гулабици и овие пронајдоци од локалитетот Требеништа, како и од другите локалитети на територијата на Македонија,
зборуваат и ни сведочат за вештините на македонските занаечи. На крајот ви подготвив повторно една серија прашања и задачи, кои што би требало да ви помогнат да проверите колку сте го усвоиле вашето знаење поврзано со културата на античките македонци, а исто така во прилог е даден еден текст. Откако ќе го прочитате текстот, треба да дадете опис како изгледала македонската фаланга и да размислите зошто македонската фаланга не можело успешно да војува на планинските предели. Ви благодарам за денешното внимание и ви посакувам успешна работа во одговорањето на прашањата кои што ви се зададени.